Кабелнет телевизија ја пушти во употреба новата оптичка мрежа. Од сега, струмичани со најдобар интернет во Македонија. Infinity пакети со оптички интернет од 15, 20, 30 и 50 мегабити со неограничен сообраќај. Она што кај другите оператори е најдобар, кај нас е основен пакет. Со фиксната телефонија на Кабелнет можете да разговарате бесплатно со Струмица, Скопје, Прилеп, Куманово, Кавадарци, Битола, Радовиш или едноставно со цела Македонија. Кабелнет телевизија ви нуди и следење на над 100 телевизиски канали и најголем избор на HD канали во Македонија. Сето тоа по екстра поволни цени. Кабелнет и Неткабел од Струмица за Струмица. Едукација, професионалност, безбедност, срдечност, најдобри инструктори, обука со нови возила, попуст за плаќање во готово, најдобри услови за плаќање на рачун, најнова високотехничка информатичка опрема, бесплатни дополнителни часови, најмодерни простори, обука за сите категории А, Б, С, Е и Д. Едноставно најдобри. Дарко Тете. Добродојдете во уште едно издание на емисијата Шанк. Овде е наш гостин на нашиот Шанк е Иван Андонов, кој што мислам дека го знаете доколку ја следите нашата емисија Шанк, затоа што тој ни беше и претходно гостин минатата година за настан што случуваше тогаш се нарекуваше Мистериите на Беласица, па и тоа е причината поради кој што повторно тој е денес овде на нашиот Шанк, затоа што повторно ќе има таков настан и ова година. Но најпрво здраво Иване, како си? Добро. Значи оваа година повторно ќе има ист настан кој што случуваше минатата година и се нарекуваше Мистериите на Беласица, така ли беше? Да, ова е втора година за овој настан. Втора година поред, се надевам ќе остане и традиција. Да. Настан кој што ќе биде на нашата прекрасна Беласица, која за жал малку ја знаеме и затоа нели е и мистериозна. Ќе има две тури, едната ќе биде велосипедска, другата ќе биде планинарска тур. Значи, во организација на ВК Актив целиот настан или во соработка ова година еве со планинарска некоја планинарско друштво? Не, во организација на ВК Актив, стрикно нели наша организација со помош нормално на планинарите кои што нели таму ќе преспиваме во планинарскиот дом. Тие ни помогна за таму да ги удостоиме да биде сега што треба. Да. Да биде се во најдобар ред. Значи минатата година се случуваше кој период беше тоа, не се сеќавам. 25 и 26 сега е истиот период. Значи во јуни месец беше и минатата година. Да. Значи во јуни секоја година тој период кога се погодува сабота, тогаш ќе биде или ќе е 25 или 24, значи ќе случуваат Мистериите на Беласица, овој пат Мистериите на Беласица 2. Број 2. Да, Мистериите на Беласица. Дали почнавте со маркирањето на патеките како што беше минатата година, имавте еден пред нели нормално да се знае каде треба да минуваат велосипедите? Дали веќе почнаа подготовките? Па да, подготовките се во полнек. Патоказните табли за среќа 90% стојат од лани. Значи треба мали корекции, значи направивме увид на теренот, секако што треба. Дел од патеката е веќе исчистена. Дел сега ќе одиме овој викенд да го исчистиме, да го коригираме и се надевам ќе биде секако што треба и ќе биде спремно за надпреварувачите. Значи истата рута ќе биде како минатата година, така Не, имаме мали корекции. Мали корекции има? Да. Значи стартот лани беше Банско, сега ќе биде село Смоларе. Значи надпреварувачите ќе тргнат, овде ќе ги паркираат колите, овде ќе биде поставен нашиот штанд. Тргнува, значи надморска висина 300 метри надморска висина, значи високо почнувате па одите уште на повисоко. Да, овде ќе почнеме, овде сите знаеме колку е нели прекрасна природата. Овде гостите ќе може да
да се одморат, нели, кои што доешле од долг пат со ќе им служиме кафе, може да одат до водопадот да го постат Смоларскиот водопад и некаде околу 4 часот За разлика од сабота. минатата година беше многу рано, сега е малку, за да можат и они кои што се на работа да дојдат. Точно, баш и од тој аспект го пролонгиравме стартот. Лани беше са бајле во 9, сега е во 4 часот одручек. И овде ќе се собереме сите и ќе тргнеме во 4 часот, ќе се упатиме кон пленарскиот дом Шарена Чешма, кој што се наоѓа на 1300 метра надморска висина. Сите потребни ствари на учесниците, како на пример шатори, вреки, јадење, пиење, се што ќе имаат ствари, ќе им бидат пренесени од наша страна со трактори и джипови. Тоа е веќе средано организирано, за да немаат терет при искачувањето по планината. И сабота вечер негде планираме пристигнувањето да биде негде околу 7-19 часот во сабота вечер, каде што учесниците ќе се сместат и негде околу 20 часот по локално време ќе почне журката со нашиот, нели, Струмички диџеј. Струмички диџеј, да, диџеј Тюб. DJ Tube или DJ Tuba. Да. Порано веќе се апдейт му се случи на името и сега е Tube, така ли? Да, така е. И овде учесниците ќе останат, ќе се забавуват, кој ќе спие во шатор, кој во пленарски дом, тоа е исто така наведено при пријавувањето на самиот настан. Тоа ќе биде програмата за првиот ден. Друго не напоменав дека горе во пленарскиот дом значи ќе има пиење, нели, може да си купат јадење, чај, значи сите тие работи кои што учесниците може да си купат. За програмата, ова е, нели, програмата за сабота, во недела стартот ќе биде негде 10 часот наутро. За да може, нели, сите да станат на време од бурната ноќ. И од тамо до 10 часот наутро ќе тргнеме, ќе се упатиме кон врв Тумба. Значи прошлата година имавме два врва на посета, едниот беше Семеркајс, другиот беше Тумба. Сега одиме само до Тумба, кој што да не се разделат учесниците. Сакаме сите да бидат во група заедно и да уживаат во ова прекрасна планина, која, како што напоменав на почеток, за жал не е не ја знаеме доволно, не ја знаеме. А има многу работи на неа кои што се драгоцени и треба да се видат. Да. Природа кој што навистина заслужува да се види, да се пости. Лани беше, нели, виде какво е. Да. Еве сега имате и нови маички, ајде малку сега за ова ново еве може да се регистрира како стои на добро градено тело, ова мајца. Значи имате нови, ови се сега новите дресови за мистериите на Белесица. Да, ова е мајца која што ја добива секој учесник при самиот старт и која што може да им служи, нели, подолго време. Еве јас на пример веќе ја имам гратис. Да. И може да ми служи додека не стане веќе стара. Така ли? Така е, да. И може наредната година да стане, наредната сигурно ќе имате нови маички. Да, така е. Се надејам ќе остане традиција. ВК Актив, ајде сега малку да позборуваме за велосипедскиот клуб Актив, кој што веќе колку години постои? Значи, ВК Актив официјално е формиран 2012 година, декември месец. Но ние како ентузијасти, нели, порано почнавме да се дружиме, да возиме велосипед по нашите прекрасни планини. Значи, од 2012 тоа му доаѓа 5 години сега во декември ќе полни. 5 години, во тие 5 години бројот на членови се зголеми премногу, колку имате сега? Официјално членови. Година колку беа кога зборувавме, нели, на повторно овде во емисијата Шан, колку беа и сега да направиме на споредба, сега колку се за една година? Имајќи предвид дека членството си има своји бенефиции, нели, поволности кои што ги користат членовите. Значи, членството од ланската година до сега е 100 пати изголеме. Да кажеме, лани ако беше 25. Сега се 50. Сега се 55.
Значи, официјални постојано член. се пријавува. Значи, љубовта кон велосипедот веќе Енормно се зголема. Да, и клубот расте се повеќе Да. и повеќе. Има ли некои нови активности кои што ќе се случуваат? Еве веќе за тоа зборувавме за мистериите на Беласица, тоа е нормално и целта на емисијата. Меѓутоа, дали ќе има нешто ново што ќе се случува после мистериите на Беласица? Па, зависи како ќе помине цело овој проект, нели? Имаме во план да го рестартираме на некој начин и еден друг наш маратон кој што беше ни остана во срцето, да кажем, 2013 година имаше еден маратон Бела вода на Огрежден. Сакаме и него да го рестартираме, па ќе видиме како ќе бидеме со обврските. Здравје септември месец може и тоа да се деси. Значи ќе имаме ново гостување овде во нашата емисија Шанк и ќе го нормално ќе зборуваме и за тој настан. Ајде сега да ги спомнеме и останатите членови кои што се во врвот на ВК Актив, нели да не останат така неспомнати, да знаат гледачите кои луѓе стојат за овој настан што ќе се случува сега и зад ВК Актив. Ајде да ги поздравиме, да ги слушаме кои се. Значи како и секој клуб ние нели си имаме и членови на управен одбор кои што заедно. Кој е тој управен одбор кој што се уште функционира? Значи одржаваме, значи имаме состаноци на секој месец, да кажеме, значи се собираме, почесто се дружиме, дискутираме, одлучуваме за доста работи и мислам дека поради сета таа енергија и хемија која што е меѓу нас и доста добро напредуваме, можем да кажем дека иако немаме повеќе членови, но гледам дека Струмица народот општо почна да вози велосипед, да се подига свеста, додека пред некои си 4-5 години, некои ни се смеја, сега возат сега се со вас. Да, сега се со нас. Не мора и да се со нас, мене ми е драго што спортуваат, што возат. Не мора да се членови на ВК Актив, но има и тие што ги знам што возат, а што не се членови, значи ви се придружуваат во некој настани. Меѓутоа, нели вие си имате бенефити кои што ги добиваат тие кои што се членови, тие што не се членови, за нив не е баш така како што е за членовите. Иван, јас ти благодарам што беше дел од нашата емисија Шанк и се гледаме наредното гостување ќе биде значи за неколку месеци, затоа што ќе има уште еден настан. Ви посакувам многу среќа во целото она што ќе го за овој настан што сега следува и знам дека ќе биде успешен и повторно ќе има и мистерии на Беласица 3 наредната година. Благодарам и на вас што ме удостоивте овде во емисијата и еве јавно ги поканувам сите гледачи, значи љубители на природата кои што сакаат да дојдат да ја видат оваа прекрасна планина. 90% од Струмица не ја знае оваа планина. Еве прилика да дојдат и да ни се приклучат и да уживаме заедно во овие убави. И останавме уште за крај да ги кажеме членовите, не ги кажеме, зборувавме за управен одбор, меѓутоа не ги кажеме по име и презиме. Да, еве најголема благодарност до нив без кои што јас нели немаше да го постигнеме сето ова и немаше да бидеме овде. Ние заедно 6 луѓе неуморно работиме и другите нели кои директно, кои индиректно се залагаат. Значи да биде сега што треба. Сите членови, значи буквално се залагаат за овој клуб. Тоа е голема енергија и хемија која што е створена. Значи поздравувам еве Антонио Маглешев, Васко Василев, Роберт Ташев, Игор Костевски, Димитар Манишев и кој што, значи, без нив може и некој пропуштив, ќе ме извинат, нели? Да. Тие се луѓето кои што се во врвот, да. Вие сте главните организатори што се вели. Ти благодарам уште еднаш и се гледаме во наредна прилика. Благодарам на вас.